Здраво и добар ден на сите. Јас сум Никола Галевски, пастор на Евангелска црква Солкрафт, и денеска сакам заедно да размислуваме за едно прашање. Дали се нашите животи пренатрупани и кој е Христовиот повик за таквото нешто да се промени во едноставност? Денеска всушност ќе зборуваме за духовната дисциплина едноставност, која што сметам дека е клучна за преживување во ова наше време на натрупување. Ако нешто ми пречи во мојот живот, ако за нешто разговарам со моите пријатели, со мојата сопруга, со ќерка ми, речиси со секој човек со кој што се среќавам, тоа е факт, дека имаме пренатрупани животи, дека имаме пренатрупани распореди, со работи кои што, да не бидам погрешно разбран, се итекако значајни и важни, но од друга страна чувствуваме дека со тек на времето ни се собираат работи, ни се собираат обврски кои што апсолутно немаат врска со она што е библиски повик, она што е Христов повик за мене и за тебе, а тоа е да го љубиме Бог, да го љубиме ближниот и да се љубиме самите себе си квалитетно. Пренатрупаноста во тој смисол е еден, ако не и клучен непријател да се спроведе, да се живее ваквата квалитетна љубов во мојот или пак во твојот живот. И знаете што? Живееме во време кое што неминовно заради техничкиот и технолошкиот напредок ни нуди многу избори. Значи едно кафе, често пати знам во Старбакс кога ќе нарачам кафе за мојата сопруга, ми требаат 5 минути да поминам на сите тие опции и мене ми тоа, ви кажам наискрено, реален стрес. Значи дали е тоа фрапе, мока, лате, не знам дали е со ваков и онаков за сладувач. Јас се враќам, ми се тресат рацете, си викам, аман, кафе си е кафе, црно, со шекер, без шекер, така го пија дедо ми, баба ми, зошто не е, барем кафето, едноставно. Или, не знам, ќе отидеш да се земеш нешто за облекување, фармерки или шо и де, и веднаш ама и ова е интересно, и ова е интересно, и оно е интересно. Нашата работа, често пати, од една страна може би некој шеф ќе не натрупа со работни задачи, ама понекогаш ние самите си се натрупуваме со работни задачи, затоа што сме можеби амбициозни, ама можеби таа амбиција веќе влегла во некои фази, во некои пројави кои што апсолутно не се здрави ни за нас, ни за нашите ближни, значи зборувам за нашето семејство, нашите пријатели, ама ете сме си ги изиеме тие бремиња и одиме низ животот и едноставно сме пренатрупани. Во еден момент јас сум имал такви моменти во животот, некаква клаустрофобија, од што сум се пренатрупал со многу проекти, со многу работи, од голема желба, може да биде тоа најдобри мотиви, ама ако не си живее живот како што Христос нас не повикува, значи живот кој што ќе ни дозволи да го љубиме Бог и нашето семејство и да имаме време да се љубиме себе си, да си поставиме прашања на нас самите, тогаш ние ја промашуваме поентата на нашето постоење. И ако не ми верувате, ако си викате, може би е така или не е така, знаете што? Отвори плакар. Отвори плакар веднаш и сега, стисни го видео на пауза, отвори го плакарот и види колку облека реално нити ја носиш, нити ти е потребна, ама е таму натрупана и више една закачалка и втора закачалка и 15-та и 50-та закачалка или кондори, патеки, што и да се. Нашите плакари се нашиот, како да кажам, тест за тоа каде сме ние во однос на нашиот живот. И се некој каже, јас сум многу по модата, имаме едно тело и претпоставам дека тоа едно тело може кај секој ден од нас да се задоволи со многу помалку облека. Или во Македонија, влези си во твојата гаража или влези си, не знам, во подрум и види си ја таа пренатрупаност. Таа некоја дури општо човечка, некоја вродена алчност, ова ќе си окупам и ова ми треба и не го давам на никој и ако мене не ми треба, нека си седи тука, ќе затреба еден ден. Преполни подруми со работи кои што ќе ни затребаат можеби еден ден или гаражи преполни со глупости кои што ќе ни затребаат еден ден и никој всушност нема да ни затребаат. За жал, така и кај нас на работен план во однос на нашите професии, ние знаеме од такви некои причини нашите вокации, оно што е наш повик и оно што го работиме, ако имаме таква среќа во Македонија да го работиме тоа што го сакаме, јас навистина си сакам мојата работа и уживам во незе, ама и колку и да уживаме и колку да сме, значи реално во тоа што го сакаме, имаме некои тенденции, ајде се вклучам и во ова, ајде да го направам и оноа, и после некое време чувствуваме пренатрупаност. После некое време ние веќе немаме време за Бога,
Дури како христијани, за жал, како Христови следбеници, ние немаме време за Бога. Се помалку и помалку време за ближните, зборувам за семејство, зборувам за сопружник, за дете, за татко, за мајка, за пошироко семејство. А речиси и да немаме време да се љубиме себе си, да застанеме пред себе и да си направиме еден муабет за себе. И она што е за мене фасцинантно, она што сакам денес да биде потсетување за мене и за вас, е токму таа лична духовна дисциплина на едноставност. Повикот кој што Исус го упатува во Евангелието според Матеј или биографијата според Матеј, повикот кој што Исус го упатува во 11-та глава од 28 до 30 стих. Ова се едни од моите омилени стихови и ова се едни од омилените стихови на еден мој херој, тој е Џони Кеш. Кога Џони Кеш го прашале кои му се негови омилени стихови, овие се и да ги послушнеме, да го послушнеме овој Христов повик. Дојдете кај мене сите изморени и обременети и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце. И ќе најдете мир за душите ваши. Зашто јаремот мој е благ и бремето мое е лесно. Матеј 11 глава од 28 до 30 стих. Повик на Христос да ги оставиме нештата кои што не спречуваат, повторно ќе кажам, да го љубиме Бога квалитетно, да го љубиме ближниот квалитетно и да се љубиме самите себе. Зошто? Зашто неговиот пример, ако постои нешто што е фасцинантно за мене кај Исус, ако е Христос за мене фасцинантен, тоа е токму во ова. Знаеше кој е, знаеше кој не е, знаеше која е неговата вокација и не измрда ни лево ни десно од тоа што тој сметаше дека е Божи повик за неговиот живот. И многу често сите ние започнуваме вокацијски во однос на нашето образование, во однос на нашите клучни избори во нашиот живот и после некое време нашата алчност или нашата презафатеност, нашите како да кажам, нереални очекувања од себе си, од светот и од другите, нашето навлекување на оние доминантни наративи во мејнстрим културата дека мораш да си успешен и еве ги статусните символи, еве како ќе препознаш дека си успешен и мора да ги имаш по секоја цена. И за жал ние знаеме колку луѓе, колку семејства заглавија со таквиот став дека мора да имаат нешто по секоја цена. За жал некои се и во затвори во Македонија, некои се наши лични пријатели, некои изгубија се во таа трка да се добие се што треба. А оно што Исус ни го вели следно, погледнете мене и јас сакам да ви ги земам бремињата и всушност да го афирмирам оно што е најважно кај вас. Оно што самиот Бог, оно што јас сум ви го дал како дарба, како талент, како повик, како страст во вашиот живот. И едноставноста во тој смисол, не може да се случи ако во нашиот живот нема маргина. Едноставноста, еден од тие тестови, дали јас и ти живееме живот едноставен, дали имаме маргина во однос на нашето време, на нашите емоции, на она што го правиме. Затоа што токму во таквите маргини, ние сме свесни, кога ќе размислиме малку подобро, во таквите маргини многу често се случуваат најзначајните одлуки, најзначајните пробиви, најзначајните разговори кои што ги правиме со себе си, со ближниот или со Бога. И ова што го зборувам денес е всушност таков еден Христов повик. Не да се откажуваме од работите кои што ни се драги и од Бога дадени, од она што треба да го направиме и Бог очекува да го направиме во нашиот живот, туку да застанеме и да размислиме што е тоа што мене лично, што тебе лично те спречува да го љубиш подобро Бог, да се молиш, да имаш време за неговиот збор, значи за Библијата, што е тоа што ме спречува да го љубам ближниот и што е тоа што ме спречува да се љубам самиот себе си. И пренатрупувањето во тој смисол, знае да ни го голтне целото време, ненормалните амбиции, едноставно
нереалните очекувања од себе си и од другите, знаат да не ограбат од ваквиот квалитет на нашиот живот. И тука доаѓа повторно, ќе кажам, пак ќе го прочитам овој текст. Исусовиот повик: дојдете кај мене сите изморени и обременети. Оно што константно го слушаме е всушност: изморен сум, изморена сум, преморен сум, изморена сум. Исус вика: дојдете кај мене сите изморени и обременети и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем, значи земете го учењето, земете ги овие препораки Христови. Бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за вашите души. Зашто јаремот мој е благ и бремето мое е лесно. И сакам ова што го спомнав, ова што го споделив накратко, да биде водилка за мене и за тебе во овој момент, кога ќе завршам, уште многу малку ќе завршам. Сакам да си го поставиме тоа прашање. Каде во мојот живот се случува затворање на сите оние канали на комуникација, канали на љубов кон Бога, кон ближниот и кон самиот себе си? Зашто опасна е ситуацијата во која што јас и ти, од кои да е причини, од каква и да е пренатрупаност во нашите животи, немаме можност квалитетно да го љубиме Бога и да го љубиме ближниот како самиот себе.